Во Република Македонија веќе мислам дека на сите им е јасно што се случува, кои се политичко-правните консеквенции од оваа вештачки наметната политичка криза, која е многу добро исценирана, која е многу добро поставена, би рекла, сценаријски поставена и која се одвива во или се одвиваше во неколку етапи. Се уште за жал сценариото не е до крај заокружено. Па од тука во наредниве неколку месеци ќе бидеме сведоци на уште по-турбулентни политички состојби во државата, кои што се наметнати од една единствена причина, а тоа е да се смени уставното име на државата, да се сруши или да се целосно дезавуира македонскиот идентитет, но и секако да се склучат неколку штетни договори, кои или да се реализираат неколку штетни договори, кои во изминативе 27 години Македонија успешно ги избегнуваше, иако имаше голем број на предизвици со кои што се соочуваа актуелните власти, но она што беше за наша среќа досега, ниту една од актуелните политички власти во Република Македонија досега не подклекна на тие политички притисоци кои што беа евидентни на сите страни, како со меѓународен притисок, така и со притисоци од страна на соседите на Република Македонија, се со цел да едноставно не избришат од Европската карта на народи и да избришат Република Македонија како држава од Европската карта на држави. Јас денеска не би сакала да се повторувам на се она што го зборувавме изминативе 3 години, бидејќи навистина буквално се е кажано. Целото сценарио му е јасно и би рекла и на дете од градинка, но она што како професор по уставно право и како човек од филата посебно ми смета и зашто посебно сакам да зборувам денес е прашањето на тоа зошто се постави правниот систем на Република Македонија на глава и која е целта на ваквото целосно деформирање на правниот систем и што е последната поента од таквото, би рекла, целосно деформирање на правниот, а подоцна и на политичкиот систем во државата. Интенцијата е под флоскулите дека во Република Македонија нема владење на право и дека нема правна држава и дека допрва ни следи инсталирање на владење на право и правна држава е да се протуркаат сите оние работи за кои што зборував претходно, а тоа е да се инсталира една тоталитарна правна структура во системот, која што нема да трпи никаква критика, која што нема да трпи никакви различни мислења од мислењата на актуелната власт, се со цел да се протнат сите оние ветени работи од страна на актуелниот премиер до меѓународната заедница и едноставно да се решат сите спорни прашања кои што во изминативе 27 години ни висеа како дамоклов меч врз нас, се со цел понатака откако ќе се завршат сите, би рекла, отворени прашања, откако ќе се затворат истите, да едноставно повеќе Македонија не представува никаков проблем на Балканот и се да си оди како што некој наумил, односно државата буквално да не функционира со одредени цели или принципи врз кои што ги наметнува меѓународната заедница, а тоа значи дека легитимитетот на граѓаните, народот кој што гласа веќе да не биде под никакво значење, волјата на народот да не биде од никакво значење, идеите кои што ги имаме, историјата, целокупната, би рекла, вековна традиција на Македонија, едноставно се да се стави на заден план или на последен план, а доминантна да биде волјата на амбасадорите, волјата на странскиот фактор и волјата, би рекла, на сите оние околни соседни, би рекла, држави кои што сакаат да се ги реализираат нивните цели и сценарија до крај. Целта е под паролата владење на право и правна држава во Република Македонија всушност да се наметне обратниот принцип, не владење на право и не владење на правна држава или непостоење на правна држава. Зошто го велам ова и тоа со голема одговорност? Затоа што не може никој
да ме убеди, ниту еден политичар, ниту еден професор по право, да ме убеди дека ова што се случува во моментот во Република Македонија е во корист на владење на правото и е дел од функционирањето на правната држава. Владење на право не е кога ви владее неправо, односно кога се кршат уставот, и тоа најфлагрантно, кога се кршат законите и кога се кршат сите можни позитивни прописи во државата. Во Република Македонија во изминативе 3 години, а посебно сега, бевме сведоци и сме сведоци на селективно применување на устав, закони, подзаконски акти, деловници на собрание, деловници, ако сакате, на Уставен суд и така натаму, се со цел да се угоди некому, односно со цел да се постигне она идеја која што е зад сценариото, односно која што го влече целово сценарио напред во изминативе години. Владење на право не е ако се крши устав, ако не се почитува уставот од страна на сите и на секого. Владење на право не е ако специјалното јавно обвинителство го ослободува од обвинение заради некакви собирање на некакви дополнителни докази актуелниот премиер, а сите знаеме, целата јавност виде што се случуваше во изминативе 3 години со случајот Пуч, така. Сите знаеме кои се сите елементи на тоа сценарио и кои се сите задкулисни игри за кои што премиерот бил вклучен и бил во тесна соработка и координација со меѓународниот фактор. Сите тоа го видовме од доказите кои што беа приложени. Владење на право не е ако еден орган, специјалното јавно обвинителство, не почитува судска пресуда. Ние имавме признание од господинот Звонко Костовски дека во Република Македонија се случувало незаконско прислушување врз база на предходно дадени инструкции, односно како сето тоа треба да се направи и што треба и која е целта на целото тоа прислушување. Значи имавме признание и човекот лежи во затвор заради тоа што го направиле, односно незаконското прислушување, а специјалното јавно обвинителство го ослободува од обвинение актуелниот премиер под парола дека се уште не треба да се собираат дополнителни докази кои што во главната расправа не можеле да бидат собрани. Владење на право не е ако актуелниот премиер руши рекорди во не доаѓање на суд пред суд. Значи, повеќе од 15 пати имаме одложување на предметот подкуп, заради тоа што премиерот наоѓа разни причини, за кои што голем дел видовме дека се и несоодветни, со цел нормално да не може да биде сослушан и да не може да биде докрај затворено, би рекла, затворен случајот, каде што се гледа апла дека премиерот има сериозна вина во таквиот случај, односно во барањето подкуп. Исто така, владење на право не е ако специјалната јавна обвинителка се избира, замислете, без јавен оглас, со редица политички елементи кои што треба да ја потврдат господјата за специјален обвинител. Па се извинувам, основен јавен обвинител не можете да го изберете без јавен оглас и без исполнување на сите оние правни критериуми и услови за избор, не па специјален јавен обвинител. Истото се однесува и на другите обвинители кои што се дел од специјалното јавно обвинителство. Владење на право не е ако носите закон во правна форма која што не е позната во ниту една правна пракса во светот. А тоа е правна институција да ја избирате на крајно политички начин, на крајно, целосно политички начин. Затоа што тука ви треба согласност на 4 партии, понатака ви треба согласност на Советот на јавни обвинители, ама ако не помине кај политичките партии ништо тоа, ви треба двотретинско мнозинство со мнозинство бадентер, мнозинство на припадници на заедници,
некои кованици кои целосно ја изместуваат правната пракса во државата и ако сакате ја ставаат правниот систем целосно на глава или го претумбуваат на глава. Да не зборуваме за разрешувањето на јавната обвинителка. Значи не постои институција или носител на јавни овластувања во државата кој не може да биде разрешен заради нестручно, несовесно, незаконито работење на начин на кој што е предвидено во законот да биде разрешена специјалната јавна обвинителка, бидејќи не постои начин како тоа да се направи ако политичките партии не сакаат да ја разрешат. Значи, каде е тука професионалноста, стручноста и одговорноста во работењето на специјалната јавна обвинителка, кога не може да биде разрешена без замен на политичките партии? Тоа не е владење на право. Тоа е владење на политика, тоа е владење на политичка уцена, тоа е, јас би рекла, Македонија е еден вид држава која што во моментов е заробена од политички октопод, ставен врз неа, се со цел да не може да функционира на правно функционален начин. Ние во случајов имаме селективна правда, а секоја селективна правда е неправда. Ние во случајов имаме владење на неправо, затоа што ние во овие сите изминати 3 години не можевме да видиме еден случај поважен за државата, каде што ќе кажеме да, ова е се во согласност со Уставот. Постојано зборувавме, апелиравме дека Уставот е буквално се трансформира во тоалетна хартија од страна на политичарите, се со цел да се достигне она за што се наменети, би рекла, институциите на или овие наметнати институции во државата да се реализира тоа што треба да се реализира, би рекла, позади сцената. Понатака, владење на право не е кога легитимитетот свој го црпиш од неуставен закон. Законот за специјално јавно обвинителство е неуставен закон и тоа може да го потврди секој објективен правник кој што барем малку се разбира од Уставот на државата. Тоа што некои правници или голем дел од правниците одлучуваат да молчат во овие исклучително тешки моменти, тоа навистина е нивен проблем, но верувајте дека и проблем за државата, затоа што ако све ова оди без никаква критика, без никаква објективна критика со која што мора да се соочи државата, во тој случај ќе имаме сериозен проблем на крајот, односно исходот ќе биде неповолен за Република Македонија како држава. Тука не зборувам за политички партии. Затоа што едноставно мене партиите во овој момент не ме интересираат. Ме интересира само државата. Каде оди Република Македонија како правна држава, како држава во која што треба да функционира правото. Јас не познавам ни една држава во која што на ваков начин се поставени правните институти, на ваков начин функционираат државните органи и институции, на ваков начин не функционира правниот систем на државата. Тука посебно критиката ја упатувам кон Уставниот суд, кој не најде храброст, а има уставно-правни аргументи да го поништи Законот за специјално јавно обвинителство. Постојат начини како да се испитуваат незаконски прислушуваните материјали, но тоа не смее да биде на штета на Уставот на Република Македонија. И од тука Уставниот суд, наместо да политички да тактизира и да се става част на оваа страна, част на онаа страна, част никаде, со цел да види каде ќе дувне ветерот, тоа не е право, тоа не е владење на право, тоа не е правна држава. Тоа е имитација на држава или институции кои сакаат да бидат, намерно сакаат да бидат заробени од политичкиот октопод кој што ни е наметнат врз глава сега и со сите пипци сакаат да не угушат. Да ја угушат критиката во јавноста. Гледаме што се случува со медиумите. Ова е владење на право, да нема ни еден владин медиум. Ова е медиумска демократија. Ова е правото на слободно изразување на мисла, да се слушне и другата страна, не само страната која што не убедува дека се за реформи, дека се реформска влада, дека се за европски вредности, европски принципи. За кои европски принципи ние зборуваме во Република Македонија? Кои реформи? Една нека каже Заев, реформа која што сака да ни ја даде како европска реформа. Извештајот на Прибе, за кој што постојано зборуваат и нели го акцентираат.
е извештај кој што е создаден врз основа на материјалите, односно информациите стигнати од незаконски прислушуваните материјали. Ако тоа се правни факти, тогаш ние дефинитивно имаме проблем со владење на право. Со разбирањето на владењето на правото како концепт. Понатака, ако реформа се смета генералниот реизбор на судиите, кој што го најавува премиерот од самиот почеток, тогаш ние повторно имаме проблем со разбирањето на правната држава и на владењето на правото. Бидејќи и србите пред 6-7 години направија генерален реизбор на судиите, ама сега се каат затоа што секој случај кој што се враќа од Европскиот суд за човекови права, затоа што судиите кои што се разрешени си тужат, секој случај им е позитивен во полза на судиите кои биле разрешени. И сега треба да се плаќаат пенали, да се плаќаат казни од страна на државата Република Србија, затоа што е направен таков невиден правен преседан во историјата, би рекла, на Европа. Генерален реизбор на судии не е возможен како концепт, затоа што судиите си се самостојни, независни по устав, меѓутоа и по меѓународни документи, и по европски вредности, и по европски документи. Невозможен е затоа што не можете да зборувате за независно судство ако постојано му дишете во врат. Ако постојано политичарите се тие кои го навигираат судството. Не можете вие да го избришете целото судство кој што постоело предходно или сите судии кои предходно биле поставени заради тоа што биле партиски, нели? И сега да воспоставите нов систем кој повторно води кон целосно партизирање на судството, а да не зборуваме и за јавното обвинителство кое што сме сведоци дека е особено специјалното јавно обвинителство е под политички диктати, под политичка пресија од страна на СДС и луѓето кои што се околу помагатели на СДС, односно надворешниот фактор. Така што да зборуваме за владење на право. Јас сум прва што застанувам во одбрана на владење на правото и на правната држава. Но ајде да видиме што е владење на право. Владење на право е кога се почитуваат човековите слободи и права на сите и на секого. Без разлика дали си политички човек, дали си политичар, дали си новинар, дали си обичен граѓанин, дали си земјоделец, сточар и така натаму. Човековите слободи и права се неприкосновени. И ќе владее правото во оној момент кога сите ќе имаме истата правна сигурност, кога ќе имаме ист статус, иста позиција во општеството и во државата и во системот. Тогаш ќе имаме владење на право. Не може за некого да важат законите, а важат за сите нас, обичните смртници, а да не важи закон, да не важи устав за некој кој што е инсталиран од надвор за да направи тоа што треба да направи. Тоа не е владење на право и за тоа и против тоа ќе се борам до крај, затоа што не можете да ги извртувате тезите и принципите врз кои што ви функционира целиот европски свет само врз база на сопствени лични интереси. И целата држава да ја ставите на опачки затоа што тоа вас ви одговара. Не проаѓа тоа така и не може така. Второ, владење на право. Цело време зборуваме за прислушувани материјали, незаконски докази и така натаму. Тие материјали кои што сега ни ги сервираат се прво незаконски и ако било тоа дозволено да се прислушува незаконски и потоа да се дистрибуираат тие незаконски материјали во јавноста, да се оценуваат политичари, тоа ќе се правеше во цела Европа, во цел свет. Во цел свет ќе се правеше тоа. Што мислите, Ангела Меркел не е прислушувана, па знаеме дека била прислушувана, се слушна нешто од тоа. Не само во јавноста, туку и во судството. Го ги земаат тие судски предмети да ги анализираат, да ги затворат тие случаи? Не. Слушнавме исто така дека голем број други политичари, американски председатели и така натаму биле прислушувани, но никој не го отвара тоа прашање. Зашто? Затоа што многу јасно се вели во правото. Правото функционира врз база на правила, врз база на практики кои што се востановени, а не врз база на исклучоци. Исклучок е да соберете материјали незаконски
и да ги користите тие незаконски материјали во судски предмети, значи да се затвори, би рекла, судскиот случај, исклучок е судот да процени дали од тие незаконски материјали нешто може да се земе врз основа на слободно судиско уверување како доказ и врз база на тој доказ да се донесе судска пресуда. Исклучок е. Тоа го кажува и Европскиот суд за човекови права, кој вели дека не е правило дека незаконски стекнатите материјали може да бидат докази во судската постапка. Не е правило, исклучок е. Исклучок кој што го цени судија врз база на слободно судиско уверување. Кај нас исклучоците се сака да се наметнат како правила и да биде најголем парадоксот, тие правила се сакаат да се наметнат како замена или субститут на владење на правото, што е целосно извртување на она што е правна вистина и целосно дезавуирање на правото и на правниот систем во државата. Понатака, што е владење на право? Значи, ако незаконските прислушувани материјали треба да се користат во судската постапка како докази, тогаш зошто во нашиот закон за кривична постапка како основно начело се вели и е ставено дека тие докази не може да се користат во судска постапка затоа што се стекнати на незаконит начин, нелегален начин. И дека ако со тие докази дополнително се кршат човековите слободи и права, и ако државните органи со нивното презентирање во јавноста исто така ги повредуваат човековите слободи и права, тогаш јасна е вистината. Не може да се зборува за две правни вистини. Зошто тогаш овие што го создадоа Законот за кривична постапка, а меѓу нив голем дел се експерти на специјалното јавно обвинителство, не кажаа основно начело во кривичната постапка е дека доказите кои што се собрани на незаконски начин може да служат како основа за водење на судската постапка и основа за водење и за донесување на судска пресуда. Тоа нека биде основно начело во Законот за кривична постапка. Ама не е така. Затоа што и тие се свесни дека целиот европски развиен нормален свет функционира на начинот на кој што е предвидено во Законот за кривична постапка и затоа тоа е ставено како основно начело. Понатака не е владење на право ако вие го оцрните обвинетиот целосно пред судот да каже дека тој е виновен. Значи, новиот Закон за кривичната постапка вели само судот е тој што цени докази. Само судот и никој друг. СЈО е обична странка во постапката. СЈО само дава докази, односно дава индиции врз кои што ги темели обвиненијата. Но тоа не е суд. Тој не може да каже ова е виновен. Што се случува на пресконференциите на СЈО? Ние имаме масовно кршење на човекови права. На политичарите, функционерите од ВМРО ДПМН, затоа што само тие се тангирани со предметите и случаите на СЈО. И имаме целосно етикетирање дека тие се, не знам, луѓе кои што се целосно во криминал влезени, луѓе кои што се, не знам, неморални, нечестни, имаме повреда на сите можни слободи и права, нивни, лични, но и на нивните семејства, потесни, пошироки семејства и така натаму, и никој не реагира во оваа наша држава. Значи, мораме да ги почитуваме основните правила и врз основа на тие правила да градиме добри практики. И јас сум за тоа и извештајот на Прибе да биде целосно реализиран во Република Македонија, но некако што сега сака некој да не убеди дека со 2 дена во април и 2 дена во мај со теренска работа или посета на неколку институции се стекнал впечаток за нашиот систем дека е целосно политизиран, корумпиран, криминализиран и така натаму, и дека еве сега ние правиме реформи со кои што целосно ќе го воведеме системот во ред. И кои се тие реформи? Еве, генерален реизбор на судии со повреда на устав, СЈО кој што е противуставен од самиот почеток до самиот крај, терање на партиски вработувања по сите основи, непочитување на законите, немање јавни огласи, гледаме како ги поставуваат директорите, новоизбраните директори без нејавни огласи, без ништо, ки всадуваат во новите институции, тоа е владење на право. Значи, ние имаме генерален проблем
со, па ќе кажам, политичкиот октопод, кој што ни е ставен врз глава и кој што со сите пипци, не се 8, кој знае колку се, сака да не загушат сите нас кои што зборуваме во полза на вистината, во полза на владењето на правото и правната држава, но сакаат да ги загушат и сите оние кои што не се согласуваат со политиките кои што се спроведуваат во овие, би рекла, 3 години, односно посебно сега во овој месец дена откако актуелната власт е поставена, е наметната во системот на државата. Значи има многу што да се зборува, меѓутоа навистина, бидејќи ги почитуваме другите соговорници, да им оставиме простор, но и верувам и политичките аспекти се важни. Јас не навлегов премногу во политичките аспекти, затоа што на крајот на денот сум професор по право и ги познавам многу подобро правните прилики во светот, така што мислам дека ова што сака да некој да ни го наметне дека е право и дека е пат за градење на правна држава во Република Македонија е на искривена слика која некој сака намерно да ни ја наметне заради точно утврдени цели. Инаку, уште една додавка која што заборавив да ја кажам, ако навистина се во право и мисла дека се во право луѓето од Социјалдемократскиот сојуз, тогаш зошто едноставно не го остават лидерот на СДС да се докаже дека е невин? И да едноставно со овие актуелни суди, со актуелното јавно обвинителство не се појавува како странка во спорот и едноставно да си оди редовно на судските рочишта и да си го заврши случајот, ако навистина смета дека е невин и да смета дека на негова страна е правото. Зошто се потребни вакви превртувања на системот, ако се знае дека си чист, дека си невин и дека може едноставно се да се докажеш во редовна судска постапка. Работите се сосема поинакви. И основната цел на јавното обвинителство беше со име и со презиме да ни каже кој прислушувал во Република Македонија, а не така со фрлање на политичка магла, туку со име и со презиме во судска постапка да се докаже кој прислушувал, зошто прислушувал, која е целта на прислушувањето и што требало да се постигне со тоа прислушување. Кога ќе имаме такви факти, такви правни докази од специјалното јавно обвинителство, тогаш можеме да ја најдеме и трагата на цело ова сценарио, докрај да ја отвориме, би рекла, завесата и да видиме што се случуваше во Република Македонија. Но тоа, за жал, изгледа нема да го добиеме како правна вистина и ова целово фрлање на песок во нашите очи е само и само да не ја бараме вистината, бидејќи мисла дека македонецот многу лесно може да заборави се, како што ја заборавивме дека имавме тотално неуставен и неделовнички избор на Талат Џафери како претседател на собрание, веќе никој тоа не го спомнува, за жал, иако имавме еден преседан, еден невиден скандал, еден невиден пуч врз државата, државен удар, никој веќе не го спомнува Талат Џафери дека е нелегално избран и нелегитимно избран. Сите си се прават, би рекла, на тошо, но тоа не е правиот начин да дојдеме до вистината и да градиме Република Македонија како правна држава. Ова е вистинскиот начин како ја губиме државата и одиме во протекторатски преградки. А тоа билки мнение е целта после 27 години самостојност и независност. Да не зборувам за штетните договори со Бугарија, за тиранската платформа, за тајните преговори кои што се водат позади грб на македонецот за уставното име и се друго што ни е на дневниот ред или на менито, политичкото мени во државата. Но еве, да оставам простори на другите господа.